До јадрото на аеродром. Билјана Секуловска разговараше со градоначалникот на општина Аеродром. Жителите на Аеродром протестираат поради тоа што се гради 9-катница онаму кај Тобако 2. Знаете ли вие кој е инвеститор? Инвеститор е, според проектот што е даден во општината, Портен инженеринг груп. Тој е детален урбанистички план од 2012 година донесен. Таму е зацртана маркица за таа зграда уште од тогаш. Собственици на земјиштето се 13 фамилии. Добро, да говориме околу инвеститорот. Знаете дека е Порта инженеринг. Знаете ли каде им се канцелариите? Не знам каде им се канцелариите. Кај нас имаат аплицирано за одобрение на проектот прв пат во општината во 5 месец 2017 година. Знаете ли дека адресата на канцеларијата на Порта инженеринг е истата на Дора инженеринг? На Дора инженеринг знаете дека е на Ванчо Чифлиганец. Таква информација немам, ниту имаме обврска ние за да знаеме кај им се канцелариите на самите инвеститори. Не знаете дека не постои канцеларија на овој инвеститор. Со оглед на тоа што знаете дека протестираат жителите на Аеродром, ова може да ви биде клучен тригер, иницијатива всушност да преземете и да побарате преиспитување, односно ревизија. Значи имате фантомска фирма, каде што не може транспарентно да се видат ниту телефони, ниту контакт, интернет страница, веќе се наброив. И канцеларијата е непостоечка, ако тропнете кај Чифлиганец. Ревидирање ние на дуповите и сега правиме интерно. И велите дека не ве интересира. Тој Мора да ве интересира, вие сте градоначалник на Да, Аеродром. меѓутоа не сум истражен орган, за да бараме каде им се канцелариите. Можете да иницирате истрага токму поради тоа што има фантомска фирма. Се согласувате ли со мене? Дали е фантомска, јас се уште не знам. Вие го говорите Јас тоа. Морате да го знаете Вие го говорите тоа. Морате да го знаете. Обврската со оглед- наша. Се извинувам што ве прекинувам, но сакам на ова да ми одговорите. Морате да знаете со оглед на тоа што веќе протестираат граѓаните. Граѓаните на Аеродром протестираат. И токму поради тоа да се заинтересирате. Значи, граѓаните протестираат затоа што се гради таму зграда. А не протестираат заради тоа што фирмата е фантомска, што вие го тврдите тоа. Таму има детален урбанистички Кога план од протестираат, 2000... тогаш ќе се заинтересирате кој е инвеститорот, каде се наоѓа Меѓутоа- канцеларијата, ќе го повикате инвеститорот, Та- дали може да поразговарате со него. Тоа не е наша обврска. Велите дека тоа не е ваша обврска, да се интересирате за тоа каде се наоѓа, односно кој е инвеститорот. Тоа не е ваша Не е обврска. наша обврска, сигурно. А што е ваша обврска? Наша обврска е законската регулатива да ја спроведеме. Законски ли е да имате фантомска фирма, да не се заинтересирате каде е канцеларија? На погрешно место го поставувате прашањето. Добро. Ајде сега околу изведувачот. Знаете ли кој е изведувач? Не знам. Добро, и тоа не ви интересира, тоа не е ваша законска обврска. Нас не иако има интересира протести дали има во Аеродром. законски детален урбанистички план. И толку. Дали проектот Може што било го аплицираат, Кој, се извинувам, може ли било кој тогаш, ако вас ништо од ова не ве интересира, кој е изведувач, така, кој е инвеститор, ништо од ова да не ве интересира, вие имате урбанистички план и само тоа да ве интересира. покрај Вашите урбанистичкиот, ингеренции се поголеми од тоа. Не сум баш убеден во ова што Добро, разборувате. распрашајте се. Затоа што таму има 13 собственици на земјиштето кои што го имаат овластено во 2015 година дека смее да го употребува за градење. Вас тоа ништо не ве интересира, кој е и како граѓаните ги интересира зашто има таму зграда. А вас не ви интересира кој гради зграда? Мене не ме интересира. Добро. Кој гради зграда затоа Тоа не што ве интересира. Добро. не е ве моја работа. интересира. Да, работа ви е. А знаете ли дека тој што е изведувач се вика како? Знаете ли како? Не знам. Кочо Стојчевски. Добро. Фирма Специјал Градба Доел. Работи во општина Центар. Порано бил инспектор, порано бил дури хаусмајстор и подоцна напредува. Сега кажете ми како може човек што работи веќе во општина, се едно која општина станува збор, потоа да биде изведувач. гледате ли конфликт на Верујте, интереси? ако е тоа име таму што сте го запишале, може да му го поставите прашањето на него. Вас не. Па, Ова не ви е доволно вака, да прво, ова не ви е доволно само да го прашам да поставам. Ова не ви е доволно да побарате ревизија.
На што? И ова што ви го споменав. На што, например, ревизија да побараме? Еве ова што ви го споменав. Сето ова што Мислам ви го дека споменав. пак го поставувате прашањето на погрешно место. Добро. Самиот инвеститор си бара собствен изведувач. Може да го поставите и на првата фирма што е инвеститор и на изведувачот ова прашање. Кога Кај нас беше- тоа не не интересира. Добро, ми Нас не кажавте интересира дека не ви законската интересира. регулатива. Ми кажавте. Мене ме интересира Добро. да има законска регулатива согласно законот како се добива одобрението за градба. Добро. Дали е тоа испочитувано? Поред, друго не ве интересира, кој е инвеститор, кој е изведувач, ништо, тоа рековте дека не ве интересира. Вие ги слушате критиките на јавноста, Да. но претходно ги слушавте. Така. Сега знаете како велат кои се коментарите. После Ивица Коневски дојде Ивица Коневски. Сега, што го обвинувавте Ивица Коневски? За злоупотреби, за урбана мафија. А сега замижувате и игнорирате. Па тој детален урбанистички план е донесен 2012 година. И за тој план јас воопшто не сум ни гласала, затоа што тогаш бев и актуелен советник. Баш заради причините Советниците не гласаат? гласаат за планот, ама јас тогаш не гласав за тој план. Добро. Единствениот, може да ги вратите дебатите каде што разговаравме, можете и записник да добиете. Ајде сега да видиме зошто не сте гласале. Значи сте биле воздржани? Затоа што различно мислење имавме околу тој план, дали треба да биде катноста колкава што е сега во целиот црква УЕБ план. Добро. Сега Знаете, таму ја се знаете изградени, ли- таму се изградени 40 згради. Околу вашето- Останати се сега уште 5-6 за доградување. Ја знаете ли разликата помеѓу гласање против и гласање воздржано во политиката? И дека воопшто јас не сум гласал. Да, кога не гласате, тоа е воздржано. Знаете што значи кога гласате не гласате, односно гласате воздржано? Дека ви е сеедно. Дека тоа е вашиот Па не баш став. така, ако ги земете Јас ви и- кажувам разлика помеѓу против и Добро. воздржано. Без разлика. Да не се гласа, односно да тоа значи да се гласа воздржано, дека ви е сеедно, дека игнорирате И баш воопшто, не ви баш не е интересира така, кога затоа што тогаш сме имале гласате- средби со граѓаните кога таму. гласате против, само И да ви ја граѓаните кажам. го знаат мојот став. Баш околу Кога тој детален гласате урбанистички план. против, кажувате дека се спротивставувате Јас ви на кажам, одредени граѓаните потези. го знаат мојот став Добро. околу тој детален урбанистички план. Ајде сега Меѓутоа да што видиме- правиме со овие други 6 згради што остана, а каде што чекаат граѓаните да се изградат затоа што живеат во субстандардни услови во бараки. Добро. Знаете и само. Добро. Таму се изградени 40 згради, останати се уште 5-6 со Ајде тој да детален видиме- урбанистички план. Вие кажавте дека ништо од ова не ве интересира, ниту инвеститор, ниту изведувач, и заради тоа можеме тука да се опреме, Јас но ме не знам интересира- дека некој градоначелник ќе го интересира кој е собственикот на Апсолутно. фирмата. Може министерот за урбанизам да не ги знае деталите, Добро. но градоначалникот кој се соочува со секојдневни критики и протести мора се да знае. А сега ме интересира едно. А доколку Дали јас го знаев знаете- кој е инвеститорот, што Дали- можам јас да сменам? Многу работи можете да Не, смените, грешка сте. кажав Слав. дека Грешка сте. Верувајте, дека грешка сте, ништо не можам да сменам. Господине градоначалниче Марин, можете да побарате ревизија. А колку цркви и крстови има во аеродром, дали знаете? Па, Као бројка не, ама има многу. Пак не знаете, а сте Бројката, добро, бројката може би 10 цркви кои пола се поставени како Може урбана би, опрема. или точната Може бројка ја заедно знаете? после со станокот да ги изброиме црквите, Не, што не, ги не, изгради не. Ивица Коневски претходно. А кога гласавте, односно кога не гласавте, што мислевте? Дека ова е православна земја? Вие знаете, А за православна кое земја гласање зборувате вие? не се гласаше за крстови и цркви на Ивица Коневски? Не. Тие се поставени пола урбана опрема. Добро. Другите се ставени во деталните урбанистички планови, за кои ја За не сум кои? гласал воопшто. Имено за Да. тоа говорам, не сте Да. гласале воопшто. Не, воопшто ве не, интересирало. воопшто не биле поставени. И сега вака да ве прашам. Воопшто не биле поставени како прашање црквите и крстовите, за да бидат поставени на совет. Сега кажавте дека воопшто не сте биле, Ама не сте вие не ме гласали. разбирате, тие не се поставуваат на совет. Тоа е урбана опрема. Пола од нив се дадени со дозвола за урбана опрема, која ја дава град Скопје за да се постави. Советниците, членовите во советот немаат никакви ингеренции со тоа. Кога гласате против за детален урбанистички план, тогаш можете да кажете, да образложите зошто сте против. Во тој случај ќе бидете против и тие цркви, и тие крстови, за кои велите дека не им знаете број. Тоа е едноставно. Сега убаво ви значи, во објаснам. тој детален урбанистички план ние што го зборуваме за црква УЕБ. Таму нема црква што е ставена како урбана опрема. Сега не знам дали се разбираме со вас. Значи не е еден детален урбанистички план на целата територија. Градежниот бизнис е најмносен за бизнисмените, но и за касата на локалните власти.
Граѓаните не се битни кога се парите во прашање. За крај една илустрација. За зградата кај Тобако 2 на име комунали треба да се платат 1.250.000 евра, од кои 1.290.000 евра на градот Скопје, а 860.000 евра во општина Аеродром. Оставаме аеродромци сами да пресудат по чиј интерес се водат локалните власти, оној на бизнис заедницата или на граѓаните. Толку во оваа епизода на Проверено, до гледање.